Да ги погледнеме најавите за денешните настани. Црвен крст Охрид спроведува меѓународна обука за напредни парамедици. Европа и регионот исправени пред нов предизвик – опасност од ширење чума кај малите преживари. Кога Охрид ќе добие реновиран студентски дом? Нов бран синхронизирани експлозии во Либан. Загинати се 14, повредени 450 лица. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со повремени врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 17 степени Целзиусови. Во петок локално во западна и југозападна Европа, како и во поголем дел од Пиринејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите предели од стариот континент ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност, со дневни температури кои што ќе бидат над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Во северните, централните и источните предели на Балканот утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Во останатите предели умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 19 до 27 степени. Во Македонија во петок ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и свежо, ќе дува до умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 6 до 16 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 14, односно до 25 степени. Во Охрид во петок ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Утринската температура од 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени. Во сабота и недела во Охрид по студеното утро и температура од 10, односно 7 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност со температура до 20, односно до 21 степен. Во понеделник по студеното утро во текот на денот ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Утринската температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 22 степени Целзиусови. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект.
Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Кошаркарска школа за деца ProBasket Junior врши упис на нови членови. Момчиња и девојчиња на возраст од 5 до 13 години можат да се пријават во текот на цел месец септември. Со ProBasket Junior, заедно за правилен раст и развој на децата. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Ана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Ана Бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Црвен крст Охрид спроведува меѓународна обука за напредни парамедици. Станува збор за единствен ваков пример во регионот каде Охридскиот Црвен крст во соработка со Црвен крст Зеволде и Националниот здравствен сервис на Холандија обучува лица кои први реагираат на местото на настанот при итни медицински случаи. Обуката ја води искусен инструктор од Холандија, а ја следат 13 кандидати од Македонија, Србија и Црна Гора. 13 млади луѓе од Охрид, Црна Гора и Србија се обучуваат за напредни парамедици на меѓународната обука која се одржува во Охрид во организација на Црвен крст Охрид во соработка со Црвен крст Зеволде од Холандија. Обуката ја води инструктор од Холандија, професор доктор Роб Судмејер, со огромно искуство во организација и спроведување посебни обуки за прва помош, заедно со парамедик Емилија Петровска од Охрид, која завршила обуки во 2018 година во Црвен крст Охрид, пошто се дообучувала во Холандија, каде станала сертифициран парамедик. Со оваа обука имаме за цел да ги подготвиме нашите учесници како да бидат дел од тимот на парамедици кои што реагираат први на местото на настанот при итни медицински случаи, вели Петровска. Тука ни се вклучени укажување напредна медицинска помош, стабилизирање на пациентот пред транспорт до болница и тимска работа под дејство на притисок. Учесниците учат како да се справат во критични ситуации и како да ги препознаат истите, користејќи специјализирана опрема како што се ЕКГ монитори, дефибрилатори и слично, и секако администрација на лекови и справување се од трауми. Милош од Ужице и Михаела од Охрид се долгогодишни волонтери во Црвен крст и веќе обучени за прва помош. На оваа обука ги надоградуваат своите знаења и вештини. У Црвен крст Ужице генерално. Во Црвен крст во Ужици и генерално во Србија немаме обука од овој тип и оваа тука многу ни значи. Јас сум обучен за пружање прва помош. Оваа обука ми дава можност да го напредам своето знаење, да работам со ЕКГ, со монитори како дефибрилатор. Во Србија немам вакви обуки затоа што ова го прават стручните доктори. Јас лично многу ја сакам медицината и овој курс ми беше како скалило
над за да продолжам, бидејќи исто сум и во средно медицинско и едноставно сакам да помагам на луѓето. Па многу сум задоволна од предавањата на курсот за парамедици. Научивме многу нови работи. Ова обука за парамедици или прехоспитално одржување во живот на пациентите е трета по ред во организација на Црвен крст Охрид. Соработката со Црвениот крст де Волде и Националниот здравствен сервис на Холандија започнала во 2014 година, кога Охридската организација од Црвен крст де Волде доби донација на амбулантно возило, пошто беа организирани обуки во 2016 и во 2018 година. Оваа обука одлучивме да ја прошириме на регионално ниво, како Црвен крст Охрид, што соработуваме со нашите партнери, организации од регионот, односно БАР од Црнагора, Ужице, Суботица и Крагуевац од Србија, да ја направиме меѓународна, да ја прошириме нашата соработка, а воедно и нашите знаења. Искуствата кои што ние ги добиваме да ги споделиме и со останатите. Напредните обуки за парамедици значат надградба на нашите капацитети и ресурси, а воедно се неопходни во услови на недостиг на медицински кадар, посочува секретарот на Црвен крст Охрид Мимоза Ставрева. Вакви обуки не се одржуваат во регионот, веројатно треба да се поработи на промена на законската регулатива, меѓутоа очекуваме дека и тоа ќе се случи кај нас, бидејќи е повеќе од потребно со оглед на намалениот број на медицински кадар, мислам на лекари во регионот, а тоа е тоа што нас ни е потребно, односно обучени вакви кадри, парамедици, кои што ќе работат во амбулантните возила, односно итната медицинска помош. Она што е првично пружена помош на местото на несреќата, додека пациентот биде транспортиран и предаден на лекарите во соодветен ургентен центар. Црвен крст Охрид досега има обучено 50 парамедици кои се волонтери во организацијата и активни во тимовите парамедици на Црвен крст, кои се неизоставен дел од логистика на секој настан и манифестација во градот. Европа и регионот исправени пред нов предизвик, опасно со ширење на новата маларична болест, чума кај малите преживари. Институциите се подготвуваат, се воведува засилен граничен надзор и забрана за увоз на животни. Во соседна Грција поради чумата уништени 16.800 грла овци и кози, во земјава под закана се 487.000. Регионот засилено се подготвува за заштита од новата маларична болест, чума кај малите преживари. Во земјава засега не е регистриран ни еден случај, но болеста ја има во Романија и соседна Грција, а со тоа голема е опасноста за нејзино проширување. Институциите се подготвуваат, се преземаат мерки за превенција, засилен граничен надзор и забрана на увоз на животни. Има опасност тоа да биде и кај нас, меѓутоа, како што ви кажав, презимаме секаков вид на санкции. Договорени сме веќе и со ЗЕЛС исто разговаравме. Неопходна ни е помош, затоа што болеста која ќе настане не е штетна по здравјето на луѓето, но е штетна по овците и козите. Во случајот на ППР, граничната контрола е важен фактор и веќе ние знаеме дека сите овие земји во Европската унија каде се појави болеста имаат строги мерки кои вклучуваат и забрана за движење на животните од тие региони. Во соседна Грција поради чумата уништени се 16.800 грла, под закана во земјава се 487.000 овци и кози. Последиците и штетите врз сточарството ќе бидат големи. Оваков тип на болести дополнително драстично ќе ги одвратат и оние луѓе кои што се уште волни да чуваат стока, доколку се појави и ако се тие уништат животни, после тоа од искуство многу тешко луѓе да се враќаат повторно да го возобноват. Состојбата со африканската свинска чума која се појави во 2022 година во земјава моментално е стабилна. Нема нови жаришта. Досега угинаа околу 10.000 свињи. Кога Охрид ќе добие реновиран студентски дом? Проектот е изготвен во 2019 година, предвидена беше реализација во 2023. Но бидејќи Охридскиот дом бил во добра кондиција со солидни услови, преместен е во втора фаза од планот, па се надеваме на старт во 2025. Средината на месец септември е период кога започнуваат да доаѓаат студентите во државниот студентски дом Никола Каре во Охрид. Борцошите на Факултетот за туризам и угостителство и Универзитетот за информатички науки и технологии
доставуваат документи за остварување на правото на сместување, додека пак оние од повисоките студентски години кои добиле легло, доаѓаат да ги потпишат договорите и да се сместат. Ги пречекува солиден објект, сместен на прекрасна локација на 70 на метри од градскиот кеј на Охридското езеро, во близина на двата факултети. Објектот со приземје и 4 ката е изграден во далечната 1964 година како депанданс на хотелот Палас, а од 1998 година е пренаменет во студентски дом. Располага со 90 соби и 240 легла. Собите се 2, 3 и 4 креветни и секоја има собствено купатило и балкон. Условите во овој дом се солидни, но има многу голем простор за модернизација на истиот, како например што е кујната. Кујната треба многу да се вложува во нејзе за основен живот на студентот. Исто така во собите, да се отвори некој катче за дружба на студентите кои престојуваат тука во студентскиот дом и на студентите што доаѓаме од страна да ни се возможни паркинг место за да ќе има каде да ги ставиме нашите возила. Собите се некои модернизирани моментално, уредени, но има многу соби кои не се, кои нема вложено ништо во нив долг период, скршени прозори, има влага по зидовите, има недоуредени купатила каде што малку има ветрови преку зима и зимскиот период и е многу сурово за престојување. И би сакал тие соби малце да се вложи повеќе за да може и останатите студенти да што се запишуваат новите да ги примамиме и да имат поубав живот. Домот добива од државата по 3410 денари по студент, а 3895 денари плаќаат студентите. За оваа сума добиваат сместување, 2 оброка дневно, топла вода и греење. Тоа е одлична цена за сместување за студентскиот џеп, посебно во туристички град како Охрид. Но тие околу 120 евра по студент, ако се земе предвид дека во просек се сместуваат не повеќе од 130 студенти, не се доволно средства за менаџментот на домот да може да работи на подобрување на условите. Со нетрпение го очекуваат реновирањето најавено од државата, кое според првичните најави требаше да почне во 2023 година. Во текот на мандатот на новата влада предвидена е реконструкција на 9 државни студентски домови. Реконструкцијата на Кузман Јосифовски Питу е во тек, додека наскоро ќе започнат и активностите во Стеф Наумов, за што ќе се инвестираат 17 милиони евра. Средствата се обезбедени преку заем од Германската развојна банка и грант од Програмата за енергетска ефикасност на Европската унија за Западен Балкан. Во следните фази ќе бидат опфатени останатите студентски домови и во моментов се прават проекции на износот на инвестицијата, информираат од Министерството за образование и наука. Охридскиот дом, затоа што бил во добра кондиција со солидни услови, преместен е во втора фаза од планот. Државниот студентски дом Никола Карев веќе е внесен во втората фаза на реновирање, односно по завршувањето на скопските студентски домови, Кузман и Стеф. Сите документи кои што се барае од нас се обезбедени, сега се чека само од Министерството за образование и наука да се започне со реновирање на овој студентски дом. Се надеваме дека тоа ќе се случи најбрзо, односно веќе во 2025 година. Проектот за реконструкција и реновирање на државниот студентски дом Никола Карев, како и останатите студентски домови, датира од декември 2019 година. Што опфаќа реновирањето, односно реконструкцијата на студентскиот дом, целосно реновирање, целосна реконструкција, започнувајќи од надворешниот изглед на студентскиот дом, односно фасадата, кровот, внатрешниот дел, предрецепцијата, рецепција, ресторан, канцеларии, собите од први до четврти. Планирано е со реновирањето да се промени целата електрична инсталација, целата водоводна инсталација, интернет инсталацијата, ТВ инсталација ќе биде поставена, односно ќе има централна климатизација. Што тоа значи? Значи дека од самото влегување во студентскиот дом, односно пред рецепцијата ќе бидат поставени тие, да речам, како радиатори или како панели кои што налето ќе ладат, односно на зима ќе греат. Имавме некои мали проблеми околу документацијата, и тоа успеавме некако да обезбедиме документ и за тоа, односно за поставување на панелите кои што треба се постават горе на кровот на студентскиот дом. Успеавме да најдеме заеднички јазик со УНЕСКО, ни дозволија панелите да бидат некаде околу 20%
наведнати, односно да берем колку толку да искористиме и сончевата енергија која што во Охрид знаеме дека имаме доволно. Во периодот на реконструкција на домот, студентите ќе треба сами да си обезбедат сместување. Студентските домови етапно ќе се реконструираат, а тоа значи дека етапно ќе се затвараат и нема да бидат составен дел од конкурсот за сместување студенти во соодветната година, велат од Министерството за образование и наука. Директорот Жарко Куциновски, кој на функцијата е на половина од вториот мандат, се обидува со она малку средства што ги има на располагање да го одржува најдобро што може и да вложува во подобрување на условите во домот. Од сопствен буџет е реновиран и уреден простор за сала за состаноци, кој се користи и комерцијално како дополнителен извор на средства за домот. Од моето доаѓање од пред 6 години во овој државен студентски дом, успеав колку толку нешто да санираме, односно да реновираме. Ова моментално кај што сега се наоѓаме, тоа е семинарска сала, односно сала за конгреси и едукација на гостите кои што доаѓаат. Сите тие кои што имаат потреба од некакви предавања или состаноци ги одржуваат во оваа сала. Оваа сала беше, да речам, оставена така, заборавена од времето, меѓутоа со моето доаѓање оваа сала веќе е преадаптирана во семинарска сала. На првиот спрат има 20 соби кои се целосно реновирани и адаптирани за комерцијални гости во летните месеци јули и август, но и во текот на цела година, доколку останат слободни соби. Иако бројот на студенти ни е намален и секоја година се намалува, ние сме принудени да работиме како хостел, односно со комерцијални гости. Реновирање на собиве на првиот спрат е од собствени средства, односно средства кои што ги добиваме од комерцијални гости. Гледате овде дека моментално во секоја соба има телевизор, во секоја соба има интернет, Wi-Fi и влан. Wi-Fi и влан имаме во целиот студентски дом, меѓутоа Wi-Fi има веќе дури од рецепција нагоре. Од вториот спрат започнуваат проблемите. Се гледа дека собите се руинирани, над зидовите има огромни флеки од влага и скршена стара дограма. Многу тешко во моментов е да се одржува државниот студентски дом, затоа што ние работиме само во јули и август со комерцијални гости, а тие месеци ние не добиваме партиципација од Министерството за образование и наука, што значи дека сами целосно ги покриваме трошоците за плата. Колку можеме го одржуваме овој студентски дом, меѓутоа средствата се тие, што значи дека неопходно реновирање на овој студентски дом, целосно реновирање, не само на собите, него и на дворешниот изглед, и електричната инсталација, водоводна инсталација, затоа што знаеме сите дека стар објект што и нешто да направиш, што и да поправиш, другиот ден повторно нешто друго се јавува, така да не сме во состојба да моментално да го држуваме онака како што треба, со овие средства кои што ние ги имаме. Домот има потреба и од персонал. Во моментот има 19 вработени, што е недоволно за одржување на домот, кој работи и комерцијално со гости како дополнителен извор на средства. А треба да се спомне и тоа дека кујната на домот има функција и како народна кујна, каде се подготвува и дели топол оброк на социјално загрозени граѓани. Досега на барањата за нови вработувања не добиле согласност од Министерството. Куциновски смета дека треба да се работи и на можноста за користење европски пари. Тој е еден од иницијаторите да се организира Сдружение на домови од Југоисточна Европа со цел заеднички да настапуваат со проекти пред европските фондови. Јавното предпријатие Водовод Охрид ги известува граѓаните дека по извршените дополнителни анализи на водата за пиење од страна на Центарот за јавно здравје Охрид и добиените резултати, водата во и околу мерно место ресторан Билјанини извори Охрид е исправна за пиење. И покрај редовните акции кои комуналец ги прави за подигнување кабаст отпад, како и бројните апели кои ги упатуваат за соодветно депонирање на отпадот, постојано се создаваат диви депонии од несовесни граѓани. Акција за собирање на кабаст отпад овој петок комуналец ги организира во урбана заедница Билјанини извори. Јавното предпријатие Охридски комуналец во петок 20 септември ќе организира акција за подигнување кабаст отпад, стар мебел, душеци, телевизори, шпорети, теписони и друго, од урбана заедница 8 Билјанини извори.
Граѓаните кои живеат во споменатите делови од градот, доколку имаат ваков отпад, треба да го депонираат најдоцна до 7 часот на 20 септември и претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075 495 428, кој функционира секој ден во неделата во период од 7 до 21 часот. Кабастиот отпад треба да е уредно оставен до контейнерите или други пристапни места предвидени за подигнување комунален отпад, напоменуваат од предпријатието. Од Комуналец информираат дека мапирани и подигнати се неколку диви депонии создадени од несовесни граѓани на подрачјето на општина Охрид. И покрај редовните акции кои Комуналец ги прави за подигнување на кабаст отпад, како и бројните апели кои ги упатуваат за соодветно депонирање на отпадот, очигледно продолжува праксата на граѓаните да го фрлаат отпадот каде што на нив им одговара и да создаваат диви депонии. Од предпријатието информираат дека нивните екипи извршили чистење на речното корито на реката Грашница. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Бурата Борис, која минатата недела усмрти најмалку 24 лица во Централна и Источна Европа, сега го зафати северниот италијански регион Емилија Ромања, предизвикувајќи сериозни поплави и лизгање на земјиштето. На повеќе места во Емилија Ромања, вклучувајќи ја и Болонја, водостоите на реките се зголемуваат, а локалните власти издале наредби за евакуација. Локалните тимови за итни случаи, вклучувајќи пожарникари и полиција, работат на максимална мобилизација за да помогнат во евакуацијата и заштитата на граѓаните. Силно невреме се очекува и во наредните 24 до 36 часа, најавуваат метеоролозите. Властите издали жолто предупредување за невреме, кој ќе трае до крајот на неделата, пренесуваат италијанските медиуми. Нов бран синхронизирани експлозии во Либан. Загинали 14 лица и 450 се повредени. BBC наведува дека 14 лица се повредени во соседна Сирија. Овој пат далечински биле детонирани токи-воки и други бежични уреди за комуникација. Вчера истовремено експлодираа илјадници пејџери при што загинаа најмалку 12 лица, а повеќе од 1700 беа ранети. Хезболах користи пејџери и токи-воки верувајќи дека постарите технологии се поотпорни на израелско упаѓање и манипулација. Нетањаху дал зелено светло да се трне на Хезболах со се што треба. Повеќе од 130 светски лидери идната недела ќе се сретнат во Њујорк на Генералното собрание на Обединетите нации, на кој ќе се разговара за војната на Блискиот Исток и Европа, бавното темпо на напорите за ставање крај на овие конфликти, како и за влошувањето на климатските и хуманитарните кризи, пренесува Reuters. Генералната дебата на 79-та сесија на Генералното собрание на Обединетите нации започнува во вторник, 24 септември и завршува до понеделник, 30 септември, на тема да не оставаме никој зад себе, да работиме заедно за да го напредиме мирот, одржливиот развој и човековото достоинство за сегашните и идните генерации. Војните во Газа, Украина и Судан ќе бидат трите главни точки кои ќе бидат во фокусот на Генералното собрание, изјавил директорот на Обединетите нации во меѓународната кризна група, Ричард Гавен. Генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш, минатата недела за Reuters изјавил дека решението за војните во Газа и Украина не е на повидок. FBI и други федерални агенции соопштили дека ирански хакери се обиделе на кампањата на председателот Џо Бајден пред тој да се откаже од председателската трка, да ја понудат информации украдени од кампањата на Трамп. Тие испраќале мејлови на луѓето кои се поврзани со Бајден доверливи документи со цел да се вмешат во председателските избори во ноември, пренесува Associated Press. Официјални лица соопштиле дека нема докази дека некој примателите одговорил, со што било спречено информациите понудени од хакерите да се појават во последните месеци од кампањата. На 10 август кампањата на Трамп обелодени дека била хакирана и соопштила дека ирански хакери украли и дистрибуирале доверливи документи. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!